Значи, Штип е град кој заслужува да се гради, да се изгради, да биде модерен град, да биде чист град во кој граѓаните ќе се чувствуваат навистина пријатно и логично дека очекуваат од локалната самоуправа да реализира проекти. Всушност, граѓаните издвојуваат и плаќаат своји даноци, давачки и тие пари секако треба се вратат онаму од каде доаѓаат, а тоа е кај граѓаните. Во 2013 година во програмата дефиниравме 124 проекти. Дори можам да кажам дека и во тој период јас не бев целосно свесен колку проблеми во овој град. Оние мали проблеми на граѓаните, а сепак за нив големи проблеми, мораше да се решаваат. Заклучивме дека програмата можеме да реализираме релативно брзо, но ни требаа неколку предуслови. Најнапред моравме да формираме професионална администрација, која во сите своји сегменти ќе работи професионално во смисол да ги зголеме буџетските приливи, значи во одделението за финанси, во урбанизмот. Значи секој мораше да се работи својата работа. Мораме да направиме пресек колку се нашите побарувања, колку се нашите долгови. Мораме да направиме на финансиска дисциплина максимална и да го консолидираме буџетот. При тоа да ги измириме сите оврски кои беа на некој начин текано пристигнати и кои со децении стоеа како наша обврска. Мислам дека во тој сегмент успеавме да направиме професионална администрација. Имам 30 луѓе во општината кои во секое време си ја знаат својата работа, максимално се вложуваат и тоа даде резултати. Тоа беше првиот услов, да имате луѓе со кои ќе работите под услов кога вие не можете да вработувате во една општина која имаше некаде заедно со противпожарната единица над 200 вработени, а во тој период беа ангажирани над 200 лица во јавните претпријатија за одредени активности во проектот Зелена Македонија. Вториот дел е кога видов дека не имаме над 2 милиона побарување стари долгови постари од 10 години, тоа мораше да биде средено. Тие немаше шанса да бидат наплатени, па има подпишување на долгови, одлуки на Советот, но кога исто така видов дека буџетот споро се полни, дека решенијата за данок се носат на крајот на годината место на почетокот, сватив дека имаме реални проблеми. И затоа направивме една мала анализа, што е тоа што ние треба да го направиме, посебно во првата година, кои се нашите приоритети и кој е она што треба да го направиме во наредниот период. И со задоволство мора да кажам дека успеавме со една макотрпна работа, со многу вложувања, со самопрегор на делот од вработените во општината, на јавните претпријатија, да сепак ги промениме работите и да тргнат во некоја позитивна насока. Значи, децениската стагнација на нашиот град веќе доби нов ритам, значи нова насока, дека овој град сепак ќе се гради. Ке нас немаше дилема дека ние беме спремни тоа да го направиме. Некои велеа дека после 3 месеца ќе се откажеме и дека ќе биде се постаро, но сепак ние воспоставивме нови принципи на работење. Само еден пример ќе кажам, јас направив нашата општинска администрација да работи од 7 часот до 15 часот, да биде ефективна. Еве сега гледате дека новата влада носи решение да се работи, значи, исто така. Значи, ние сме 4 години пред другите. Потоа дефиниравме дека ние мора да бидеме постојано на терен кај луѓето и да ги видиме проблемите кои ги имаат, и мојот стручен тим тоа ги работеше. Заклучиме дека навистина треба многу да се работи. Првата година ги реализиравме скоро сите проекти и програмата моравме да ја надградиме. Секако дека во овој период приоритетни беше да имаме добра соработка со централната влада и што е уште позначено да ги видиме каде се изворите на пари кои може да бидат искористени од нас како општина. Кои се тие министерства, кои се тие бироа, кои се тие агенции, кои се тие дирекции кои имат буџети за финансирање на проекти, дали во рурални места, дали во селски средини, дали во градовите, за да тоа ги искористиме. Значи, дали е тоа Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието, дали е тоа Министерството за култура, дали тоа Министерството за транспорт и врски, дали Министерството за локална самоуправа, дали се одредени европски пари и средства. И ние тоа добро го лоциравме. Мораме да направиме и проекти кои ќе бидат готови во секој време да се аплицираат и тргнавме. И морам да потенцирам дека од државните проекти имаме 6 проекти кои се стратешки. Најнапред го направивме патот Штип-Велес од Кадрифаково. Тој беше пат многу ризичен, оштетен, многу собракајни незгоди. Го направивме безбеден за патување. Тоа беше добар проект на оваа влада. Потоа се донесе одлука да се гради автопатот Штип-Скопје и тоа е релација која оди преку Свети Николе, Кучица, значи излегува ке Миладиновци, извореден автопат конечно Источна Македонија во централната влада доби значење дека е битен дел на Македонија. И ние ќе добиеме автопат од кој корист имаат не само Штипјани, туку и Струмичани, Кочанчани, Беровчани, сите кои патуваат по овој автопат, а ние ќе патуваме за 25 минути до Скопје. Третата голема работа е Тирцоната,
Сепак, владата направи голем број 3 зони во Македонија, кај нас, и веќе 3 фабрики се лоцирани, наскоро ќе почне и кон Дева. Значи, вие им давате услови на странските инвеститори, припремено земјиште, комплетна инфраструктура, доаѓаат, градат фабрика, имаат одредени олеснувања, ни вработиат 2000 луѓе. Тоа значи че многу за нашиот град, но и за соседните градови каде доаѓаат вработени да работат во тие места и вие решавате еден голем социјален проблем во еден град кој го затекнавме после транзицијата со 12.000 вработени. Што е уште позначено. Владата донесе една капитална одлука да се прави гасоводот од Куманово, од Клечосев до Штип и да продолжи до Неготино. Тоа е извороден проект бидејќи добивате ефтин енергенс, добивате природен метан, кој е многу ефтин, кој е еколошки, кој не загадува, и мора да истакнам дека проектот е веќе завршен, гасот веќе е стигнат до Штип и веќе продолжи до Неготино, а излезот за Штип кај 3 чешми сушево веќе се работи интензивно, значи базната станица, наскоро очекуваме веќе да го користат нашите стопански субјекти, но не само ние, туку и планот да користиме сите јавни институции во градот како ефтино енергетско гориво, што ќе значи многу заштеди, но преси за чување на животната средина, која е добро за нашето здравје. Четвртиот проект кој за мене е многу битен е новата клиничка болница. Новата клиничка болница која се гради горе е доказ дека навистина после 80 и кусур години од изградбата на болницата за време на кралска Југославија, за време на крал Александар, кога таа болница била доста модерна во тоа време, било совршена, концептот како е граден е навистина одличен, проектантот тогаш бил идеален, но тоа е веќе надминато. Изградбата на новата клиничка болница ќе значи решавање на еден горлив проблем кој постои горе. Ние знаеме дека во таа болница има лоши места, но во нашата болница горе има и добри места, има добар стручен кадар. И тоа мора да биде потенцирано. Не може да речеме сега, мене ме погоди пред некој ден во Србија, на еден сајт се појави дека најмизерната болница во светот се наоѓа во градот, каде сум ја градоначалник, каде ја немам ингеренции. Да беше нашата болница под општината, ќе беше малку подруго. Но добро е да се гради и добро актуалното раководство да се покаже. Сите оние слаби карики кои ги констатирале од претходното раководство да ги исправат и тоа веднаш. Доколку остане само на зборови, ние имаме проблем. Доколку се чека само изградбата на болницата, ние тогаш имаме проблем. Значи тоа е голем проект, значи огромна инвестиција каде користи имаат над 200.000 градени, значи од нашиот регион, нашите сограѓани, но ќе имаат користи здравствените работници кои ќе имаат многу добри услови за работење. А стандардот на лекување ќе се покачи. Ќе имаме светски стандард за лекување на нашите болни, каде здравствениот работник, ако е стручен, ако знае, ќе има можност да се надградува, бидејќи ние во нашиот град имаме медицински факултет. Петиот проект и најважен за мене беше отварањето на универзитетот Гоце Делчев. Студентите од Источна Македонија студираат овде. Над 800 вработувања има во тој факултет. Се обновија многу згради. Пионерскиот дом стана економски факултет. Ако тоа не се направеше, ќе пропаднеше таа зграда. Старото музичко училиште се направи музичка академија, се дотера оваа зграда. Потоа се реновираше целиот простор на училиштето каде Гоце Делчев, нашиот апостол на нашето национално движење за ослободување на Македонија, бил учител, се направи убав ректорат, се купи кампус 4, да речем, на влезото Штип, се реновира голем број на лаборатории, медицинското училиште стана база на медицинскиот факултет и текстилниот училишен центар, значи многу објекти се направија и што е многу битно на Плачковица, одмаралишето кое беше пред распаѓање, се дотера да биде одличен објект. Значи универзитетот е одличен потек на оваа влада, многу заштеди за нашиот народ и многу стручни кадри кои ќе бидат база за економскиот развој. Шестиот проект кој се започна е обиколницата која ќе оди од Штип до Кочани, комплетно нов експресен пат кој треба да прерасне во автопат и тоа е добар проект на владата и наскоро треба да имаме до Радовиш. Аеродромот кога тогаш ќе се гради бидејќи обврска на концесионерот ТАВ е покрај Скопскиот аеродром да го направи и аеродромот во Штип, после 2020 година треба да почне изградбата. Мислам дека тоа се големи проекти. Сега ние требаше како општина да се уклопиме во тие владини проекти и да направиме инфраструктура. Владата дава субвенции во земјоделието, но да се вратат младите да ги користат тие субвенции и во пољоделството, и во сточарството, и во лозарово-штарството, мора да имат услови. И затоа ние одлучиме да направиме патна инфраструктура во сите села. Овчеполието целосно е завршено. Со гордост можеме да кажеме дека во Врсаково се направија 20 нови куќи. Се гради селото Срчеево. Се направи пат од Врсаково до Трогерци. Се обнови патот делот од Врсаково до Судик. Се направи водовод во селото Кривидол. Се асфалтираа сите улици во село Врсаково. Значи Овчеполието веќе не е целосно решено. Еви ти предуслов луѓето да се враќаат. Од моите разговори констатирав дека тоа е добро, затоа што имаме систем за водоснабдување, имаме плодна почва, луѓето сакаат да занимаваат со дејноста со која се занимаваат, екзистираат, не сакаат да бидат социјални случаеви. Потоа решиме да решиме Лакавица. Во Лакавичкиот регион прв пат направивме пат до Мантова.
Имавме езеро на 25 км од нашиот град, езеро каде ќе се рекреира, и морам да кажам дека тоа беше одличен потек и за развојот на општина Конче. Со изградбата на тој пат, ние возможиме некаде околу 50 штипјани да направат своји објекти, значи објекти, куќи за одмор, викет наслаба се направи околу самото езеро, каде доминираа собственици од Штип. Ако не беше патот, многу луѓе нема да отидат тамо. Што значи дека ем си прават куќи, ем рекреираат, ем одат на излет, и што е многу битно, соседната општина Конче која е сиромашна доби со овој пат. Одлучивме да го направиме патот до село Горачино. Тамо кога старите се разболеа, требаше со хеликоптер да ги носиме до болницата. Веднаш го направивме тој пат, направивме и проект до селото Натарци, се надеваме дека во некој нареден период и тоа ќе се направи, тоа е во нашите приоритети. Го направивме патот до село Лесковица, го обновивме и сите улици ги асфалтиравме, го обновивме патот до Пиперови, ги асфалтиравме сите улици. Направивме нов асфалтен пат од магистралниот пат Штип Радовиш до селото Сувограло. Некои ми критикуваат правите пат за 5 луѓе, да, но таму има големи стопанства. Прво, таму имаме расадник за вишни, сега ќе се гради погон за преработка на вишни, што ќе значи вработување на луѓето од Лакавичкиот регион, и ние мислиме дека со изградбата на патот се поттикнува економскиот развој, се вработуваат луѓето и остануваат таму да живеат. Нема да вршат притисок во нашиот град и да прават дивоградби. И тоа веќе се чувствува во тој регион. Направивме проект од Сувограло до Степенци, ќе го реализираме во наредниот период. 3 км пат до Пухче направивме. Љуботен го обновивме патот каде беше оштетен и ги асфалтиравме сите улици. Ги асфалтиравме сите улици во село Селце, сите улици во село Дргоево, сите улици во село Долани. Во сите тие села направивме плоштади со чешми и интервениравме на нивните водоснабдителни системи. Па имали подобро тоа. Во Плачковичкиот регион, исто така, направивме пат до селото Никоман, каде има огромни ресурси во делот на сточарството. Ги асфалтиравме сите улици во селото Шашаврлија, направивме ново училиште, игралишта направивме и во Шашаврлија, и во делот на Чардаклија, направивме фудбалско игралиште, замислете, во селото Селце, каде има тамо многу деца, па тоа го направивме во Лакавица, па направивме и во тие села горе, исто, и во селото Кошево и Шашаврлија, убави плоштади, чешми, цркви се направија, значи одлична инфраструктура, а сега продолжуваме асфалтирањето до Кошево и до Почивало, каде живее некаде над 100 жители кои имаат потреба од таква инфраструктура. Во градските и приградските наслаби, значи се одлучивме да навистина направиме работи кои ќе бидат од корист на жителите. Ние рековме дека ниту една улица не сме да остане неасфалтирана. И така се случи. Во 3 чешми, покрај обновата патот до Сушево, ги направивме сите мали улички. Остана некои бошни кои треба се бетонираат. Го градивме училиштето. Направивме пристапна патека до црквата. Потоа направивме рекреативно езеро кај 3 чешми со огромно плато за паркирање, со црква. Потоа мора да кажам дека направивме пензионерски клуб. Се што побараа жителите на оваа населба, ние го направивме. Во овој момент се огради и двете спортски игралишта, наскоро ќе биде оградено и фудбалскиот терен. Ставивме хортикултурно редување до аеродромот, кој е големо шеталиште, Сушево, и направивме многу клупи. Хигиената е подобрена максимално. Жителите веќе немаат барање од нас. Значи сите работи се завршени. Во Железничка, долна, горна, сменени водоводи, направени сите улици, направени 2 фудбалски игралишта. Имавте голем предизвик во Железничка, во Балканска. Тоа беа населби кои што доскоро се водеа како диви населби со процесот на легализација на дивоградбите. Вие се најдовте во ситуација да имате не толку голем прилив на средства за кои што тие луѓе ги легализира, а големи опрески кон нив. Што и како успеавте да ги изменаџирате тие? А тоа беше проблемот. Вие замислете кога дојдете во општината, а гледате дека сите населби ви се запуштени со децении. Значи тоа не е виновно едно раководство, туку во континуитет биле запоставени тие населби. Горна Железничка беше навистина проблем. Тамо градел кој каде ќе стигне. Ние успеавме да направиме максимум тоа што може да се направи. Значи да навлегуваме во приватни имоти, секаде каде имаше можност, каде правеа луѓето и остапки, направивме улична инфраструктура, направивме улично осветлување, ги направивме улиците, што е многу битно, таму луѓето газеа кал, направивме спортски терен за овие деца кои живеат таму. Во Долна Железничка исто така ја направивме главната улица, односно со 2 крака. Потоа мора да кажам дека во Долна Железничка ја сменивме комплетно водоводната линија, а направивме и до самата железничка станица спортски терен за кошарка. Дури и Каленица ја ги направивме улиците и за прв пат асфалтиравме пат до метролошката станица. Тоа се нема случувано во нашиот град. Таква беше ситуацијата и со Балканска. Балканска знаете дека немаше канализација, направивме нова канализација, ги асфалтиравме скоро сите улици, но имаме некаде околу 30 дивоградби на население кој купило имот од Чардаклија,
кои сега направиле куќи, тамо планираме да ставиме канализација и да ги поврзаме селото Чардаклија со Балканска со нов пат. Луѓето да не мора да одат по магистралниот пат, туку од оваа страна. Чардаклија направена канализација, значи заградено игралиште оградено, направени сите улици, направено мало игралиште во самото училиште. Имаме идеја да го врземе манастирот Свети Илија наскоро и евентуално барем има да направиме некој плоштад тамо во селото. Мислам дека тоа не е скапа инвестиција ќе се направи, но населбата веќе го промени ликот и луѓето веќе имаат услови да живеат. Порано имаа септички јами, канализацијата течеше по самата населба. Изворите на зараза беа блиско овде. Сега имаме идеални услови за живење и тамо веќе се градат нови куќи. Во Македонка морам да истакнем дека направивме комплетна реконструкција на училиштето. Тоа е инвестиција на Министерство за образование, но направивме и нова канализација. Значи целата населба доби нова канализација, што е голем потик. Сега да истакнем дека тамо го градивме спортското игралиште пред самото училиште, а моментално привршува градувањето на фудбалскиот терен. И населбата ја поврзуваме преку мостот на Брегалница со шеталиштето кој оде од Балканска до населбата 8 ноември. Луѓето се одушевени. Тамо немаме некои посебни барања. Во приградската населба Карорман, која е голема населба, која беше запоставена со децении, прво донесовме водовод. Тие пијат вода од градскиот водовод. Да не заборавам дека населбата Чардаклија има Македонка и Балканска во проекциите на владата и на Министерството за животна средина е планирано изградба на нов водоводен систем и поврзување на градскиот водоводен систем. Тоа е проблем во тие населби кои ние сме свесни, тоа е инвестиција над 1 милион евра и бараме републички средства да го решиме тој проблем. Во населбата Карорман донесовме вода. Ја привршуваме канализацијата во целата населба. Во делниот дел од населбата се заврши канализацијата, се асфалтираа и улиците. Направивме проект за горниот дел, таму се привршува канализацијата, имаме проект за асфалтирање на улиците, кога ќе се заврши, стартуваме со асфалтирање на самите улици, го градивме спортскиот терен во центарот пред самото училиште, наскоро треба да го заградиме и фудбалскиот терен, за да игра фудбал и што е уште позначено продолжуваме со изградбата на патеката која води од Балканска, значи од 8 ноември, Балканска до Стар Карорман и ќе продолжи се до мостот кај Балван. Идејата е со општина Карбинци, веќе имаме разговори со градоначалникот, да од Таринци се направи патека покрај самиот пат до Балван и потоа нашите жители кои се велосипедисти кои сакаат да рекреираат преку мостот на Балван ќе продолжат до Трогерци, каде имаме асфалтирани патишта, кои се велосипедски патишта, не се оптоварени, луѓето да уживаат. Тоа се големи проекти кои ние ги реализираме. Секако дека во сите населби, во населба Баби не остана улица неасфалтирана. ЈП Исар, Ангел Бојаджиев тогаш се влоши, го средивме центарот, направивме убави паркинзи, убави паркови, уредивме фонтани, сите улици се асфалтирани, остана уште улицата Крушевска република. Се е направено во таа населба. Се што посака со асфалтирани игралишта, со пензионерски клуб, е се направено на наша страна, поврзување со населбата Дузлак, улично осветлување, Анте Банина, Лески улицата, врзување со Сењак, партизанска асфалтирање, мислам дека тамо веќе нема ни барање од самите жители. Населба Дузлак нема коментари, Света Недела, Дузлак, Дузлачки рид, Пелтекови мање, сите улици се асфалтирани, направен нов водовод, направена канализација, а во населбата Дузлак направиме дури 4 спортски терени. Ние имаме направено и реконструирано над 37 спортски терени, што се нема случајно во историјата на овој град, али тоа е во делот на спортот. Во населбата Сењак се завршени скоро сите улици. Имаме тендерска постапка во делот на Бориски Идрич и Нобелова да ги завршиме сите оние пристапни патишта до самите згради, бидејќи луѓето живеат полошо отколку во нашите села. Тие со право реагираат дека во селата луѓето имаат асфалтирани улици до самите влезови, а овде не е направено, тече тендерска постапка за 15-20 дена таму ќе биде тоа завршено. Во автокоманда, знаете, спортски терени, во Сењак да не заборавам направивме едно мултифункционално игралиште повеќенаменско, 2 со 4 спортски терени за тенис, потоа се направи спортски игралиште кај салата Јордан Мијалков, се уреди тротоарското решение, тамо се гради горен стабен комплекс со 6 згради, значи веќе се менува ликот, тамо на тој дел го направивме трговскиот центар, се направи Елкос и тој лик се промени на градот. Автокоманда исто така 4 спортски терени се направени, 3 спортски терени, всушност и детско катче, како четврто, спортски терен со вешачка трева, кошаркарско игралиште за мал фудбал направено, значи за децата, многу убаво рекреативен дел, тоа е како парк во автокоманда, сите улици се овде комплетно асфалтирани. Мора да кажам, и тука не остана само еден дел околу турските гробишта, јас се надевам дека наскоро и тоа ќе биде решено, значи тоа е делот на Широк дол со Солунски и Сремска поврзувањето и мислам дека тоа ќе биде завршено наскоро. Тука ЈП Исар мора да истакнам дека го покри градскиот пазар, му даде нов лик. Значи ЈП Исар за овие 3 години се вложи толку многу да ги промени, али ќе кажам после што значи тоа за граѓаните, активностите на новиот директор на ЈП Исар.
Во делот на 8 ноември се асфалтирани сите улици, направено шеталиште комплетно, направени фитнес зони, поврзани со ново село, направен кружен ток, решени голем број на проблеми. Сега правиме обиколница, каде ќе има растретување на камениот мост. Тој е голем проект, над 750.000 евра кошта тој проект, го работи реномирана наша фирма Штипска со нов мост на Брегалница. Вие решавате еден горлив проблем и на стопанствениците, и на индустријата, но и на 25.000 жители од населбите Сењак, Дузлак, Автокоманда и населба Баби. И едноставно ќе направиме растретување на населбата 8 ноември. Мислам дека кога ќе се направи тој проект, жителите ќе видат кои биле нашите визии, но нашите се визии да се направат два кружни текови, и тоа е на улицата Борис Кидич и Партизанска кај нервно деление, и на булеварот Гоце Делчев и Велјко Влакович кај Пребег, со тенденција да се направи патот до Кежовица и да имаме одлична обиколница, да речеме, према Радович и Струмица, и за потребите, да речеме, на граѓаните кога одат на градските гробишта. Во делот на Леваци не остана улица неасфалтирана. Често пати ме критикуваат зошто асфалтирана еврејска, зошто Питу Гули, зошто е направена Питу Гули конекција со Цар Самуил. Да, тие 200 метра улица направија големо растретување на граѓаните кои мора да одат преку Радански пат. Сега си патуваат овде преку еврејска, Питу Гули си одат на Цар Самуил, поранешна Косовска улица, максимално растретување на жителите. Во тој дел не остана улица направена. Во делот на Косовска се е направено, нови водоводни линии, решени проблемите. Мислам дека Леваца добија навистина многу. Асфалтирана улицата Христијан Карпош, асфалтирана улица Маршал Тито покрај самата Отиња, асфалтирана улицата Асном, асфалтирана улицата Кукуш, асфалтирана е еврејска, потоа асфалтиран е пристапот до новиот стадион со вечерска трева, уредени се собликувалните, асфалтирани се патиштата до новата населба горе, блок 2000, кои беа неасфалтирани со децении. Останува еден мал дел да се заврши таму во населбите, али генерално тука сме целосно задоволни и треба да го реконструираме само спортското игралиште. Во Деснаци исто така, улицата Каваклија е асфалтирана, но направивме една добра конекција меѓу населба Деснаци и медицинското училиште. Замислете, луѓето од Деснаци за да одат кај медицинското училиште мора да одат кај библиотеката во градот, значи па по Вита Попјорданова, Љубин Иванов да излегуваат кај медицинското. А сега од медицинското училиште, ако сакате да отидете кај Леваците, си одите преку конекцијата тука населба Деснаци. Мала улица, што да вамбаши тој дел максимално се реши, и мислам дека реконструкцијата на сите овие улици, дали се работи да речеме за улица Тодор Коларов, браќа Миладиновци, Маршал Тито, Каваклија, рингот околу Сутлакот што го направивме, потоа асфалтирањето на реновирањето на Страшо Пинџур, дел асфалтирање, дел обновување на самата Коцка, па Вита Попјорданова, па Мирче Ацев асфалтирана, па Борко Талев, па Димо Хаджидимов. Значи не остана улица во овој дел која не е асфалтирана. И мислам дека жителите тоа знаат да го вреднуваат и да знаат да го ценат, а ние кај медицинското училиште направивме на повеќе наменско игралиште, направивме во Деснаците игралиште за кошарка, пиеме фудбалско игралиште. Едноставно во секоја населба имаме простор да луѓето тука уживаат, тука рекреираат и едноставно се чувствуваат како прави граѓани на овој град. Имаме проблем што да вамбаши и делот на дивите градби немаат вода за пиење, дел избетонирано, дел асфалтирано, тоа мора да се реши во наредниот период. Левата страна на Отиња е комплетно решена, остана Кочо-Рацин да ја решаваме, мислам дека ќе биде се во ред. Во Ново село, да не кажам што се направи, од Крстем и Сирков до Никола Карев улицата, булеварот Димитар Влаков кој оди се до мало одморни со булеварот Гоце Делчев, потоа е направена улицата Крстем и Сирков пред самата црква Свети Димитрije Солунски, и уредивме многу добро, ги уредивме лџите, направивме шеталиште, направивме, значи се што посака луѓето, се направи улицата Рибник, и мислам дека тоа се големи работи. За Пребег се асфалтираш улицата Велко Влакович, им донесовме водовод. Луѓето немаа вода, тоа се крупни проблеми, остануваат уште некои ситни работи да ги направиме. Таму ИСАР мислам дека ги реши на добар начин сите проблеми. Радански пат и моето мало да не зборуваме дека добија максимум. Остане уште еден мал дел кој треба да го решиме, затоа што овде ги асфалтиравме улицата Славчо Стоменски и Вераци Ривири Трена, па асфалтиравме улицата Радански пат, па и дел од улица Сутјеска, Вардарска е одличен проект каде имаме одлична конекција меѓу централниот дел на градот и населбата 8 ноември, по улицата Ивалова Рибар, по улицата Лисец Лески, така натаму, значи нема нешто што не е асфалтирано. Остане уште малку. Ќе треба само трпение кај граѓаните, затоа што во еден мандат не може да се заврши. За мене голем успех се направи со уредувањето на реката Отиња и затекна во една многу лоша состојба, можеби намерите биле добри, но дефинитивно поплавите си го направија своето во 2013 година и 2014 година со макотрпна работа, со голема мака, со голем труд, со обезбедување на камен од бучим,
со негов транспорт, со ангажирање на луѓето, значи од јавните предпријатија и со Ристипион, со ангажирање на луѓето од општинскиот затвор, успеавме да уредиме 90% реката Отиња, сега веќе се работи долниот дел. Моментално има проблем со обезбедување на камен од Бучим, затоа што тие немаат концесија да го даваат каменот. Од една страна има желба да ни помогнат, но мораме да почекаме затоа што тоа е работа на Министерството за економија. И мислам дека Отиња веќе е лик и прилика за нашиот град. Успеавме да ги уредиме сите паркинг простори кај 7-те кули и таму го направивме мултимедијалниот центар и таму се работи црквата на Свети Гаврил епископ Велички, каде ќе бидат неговите мошти, кои имаат исцелителна моќ. Тој простор ќе биде неверојатно среден. Тука се направи порта Пролет, кој го промени ликот на оваа населба. Едноставно, кога се движите веќе во градот, чувствувате нешто ново. Нормално се реконструираше и трговскиот центар од собствениците. Имаше многу проблеми, многу кочници, али верувајте, тоа што го направи претходно Телекабел во реконструкцијата на нивниот дел и тоа што го направија собствениците на овој дел, го промени трговскиот центар кој беше срам за нашиот град. Или требаше да се струши, или да се затвори, или да се направи. И мислам дека е добро што го направиме затоа што на еден универзитетски град, каде доаѓаат 5000 студенти од другите градови, личи да има таков трговски центар. И тој простор веќе овде се уреди на еден совршен и безпрекорен начин. Домот на младите доби свој лик. Почнавме да градиме дом за стари лица. Имаше многу проблеми, но мора да кажем дека ние успеавме со поддршка на владата да донесеме детален урбанистички план и сега може да почне и втората фаза за довршување на тој дом за стари лица, каде над 90 наши сограѓани кои имаат потреба, кои не сакаат да живеат со своите деца или немаат услови во домашни услови да си бидат овде, не да ги праќаме да речеме во другите домови, во другите градови како што е Прилеп, Куманово, Скопје. Центарот за аутизам исто така е добар проект. Мислам дека со тој центар ние сме втори во државата после Скопје кој има. Градиме со стручен кадар, за да на тие деца им створиме идеални услови за престој и да им помогнеме на родителите. Затоа што родителите со право реагираат за условите, да речеме, ако немаат услови или ако нема соодветен стручен кадар. Од Министерството за култура имавме голема поддршка, го направивме музеот на ВМРО. Одлична зграда, значи куќата на Андонови, обновивме, се обнови куќата на Личкови, нормално со заводот музеј. Понатаму се обнови уште една куќа на булеварот Гоце Делчев и мислам дека тоа се добри проекти кои се завршија. Имавме реконструкција на неколку цркви, обнова на иконостаси, обнова на фреско живописи во самите, како што е црквата Свети Спас и галеријата на икони, мислам дека се реставрираат во Мала Богородица. Устојана Света Богородица. Морам да кажам дека во делот на религиското однесување во нашиот град, во моје време се пушти црквата и се освети црквата, католичката црква. Имаме протестантска црква во нашиот град, имаме џамија, дори мора да кажам дека во село Шаварли имаме диво изградена џамија, не може да се поврзи на електрична енергија, најдовме модус соевана да ја поврземе на електрична енергија. Значи сите религиозни чувства луѓето може да се ги остварат во тие места каде живеат. Но ние ценевме дека во секоја населба, град кој е 96% христијански, треба да се направат и одредени цркви и морам да ја поддржам и да ја пофалам Македонската православна црква, нашата брегалничка епархија, нашиот митрополит Иларион и стопанствениците кои даруваа. Значи, дарувањето на светилија од Мити Николов на селбата Три Чешми е голем чин. Дарувањето на храмот, изградбата на храмот Свети Константин и Елена во населба Балканска е голем чин. Затоа што господинот Богдов направи на вистина една одлична донација на прекрасна црква, кои за жителите од таа населба значат многу. Во таа населба се направи многу нормално, но црквата му дава посебен шмек на влезот на градот. Потоа мора да истакнам дека изградбата на црквата, мислам дека Покровита Богородица во Ново село, е донација на компанијата Албатрос и на господинот Миладинов. Свети Димитрije Солунски е донација на браќите Мијалкови. Значи, замисли кога отидете во Ново село, гледате веќе нови цркви. Ние моментално покрај овие се гради Свети Гаврил епископ Велички во Бриони под мултимедијалниот центар, кој е извореден објект, кој е нормално направен со наши европски пари и со работка со општината Гоце Делчев од Бугарија. И мора да истакнам дека изградбата на црквите Свети Кирил и Методи во населба Баба Јоди во добра насока, изградбата на Свети Иларион во населба Железничка веќе се гледаат контурите на самата црква, ќе биде ремек дело на архитектурата. Изградбата на Свети Кузман и Дамјан, црквата во болницата, е исто така одлична за потребите на самите верници кои доаѓаат во нашата нова клиничка болница. Изградбата на црквата Свети Димитрije во Селци осветена и завршена, Злата Меглинска кај Три Чешми, рекреативниот дел осветена и завршена. Се гради црквата Иван Рилски, веќе е завршена во селото Шашаварлија. Таму живее христијанско и муслиманско население, муслиманското си има џамија, христијанското си има своја црква. Потоа Свети Наум во населбата
во населбата Карорман и таа црква оди во напредна фаза, се гради црква во селото Софилари и моментално градиме и во село Горачино црква, таа е Свети Архангел Михил. Значи гледаме дека над 15 цркви во нашиот град се градат, такво градителство имало некаде во 14 век, сега повторно, и мислам дека во секоја населба луѓето се чувствуваат веќе она што е. Луѓето го почувствуваа овој град дека е нивни. И што е најважно, ние успеавме луѓето да ги изнесеме од дома, да излезат и да видат што и како изгледа нашиот град. И тука се оние два проекта кои ги направивме покрај реката Брегалница, за кои пошто се скепса дека ќе успееме. Значи направивме од Ново село, од мостот кај Ново село кај Кежовица, па до 8 ноември прва фаза на патеката и видовме дека тоа беше прав погодок. Со хортикултурно уредување, со поставување на клуп и со улично осветлување, иако имаме реални проблеми околу уништувањето на премата, со изградба на фитнес зона, која користат најстарите. Знаете, нашите баби и жени на 70 години вежбаат. И замислете, луѓето ја нарекоа на свој начин оваа патека, бидејќи тоа е релаксирачка патека. Десетици граѓани дневно поминуваат таму. Направивме конекција за Дисород, каде не беше порано депонијата. Ние од депонијата набавивме убавина. Таму беше депонијата на Штип некаде од 60-тите години. Кога го правевме патот, ние наоѓавме шприцеви, наоѓавме пеницилини и така натаму, но успеавме да донесеме илјадници кубици земја, да тоа го благородиме. Таму ќе има уште неколку содржини, ќе има скејт парк, има игралиште за кошарка. Потоа направивме втората фаза од населбата 8 ноември до Балканска. Од Балканска веќе луѓето пешки си доаѓаат во градот, од Македонка си доаѓаат пешки безбедно по таа патека. Илјадници граѓани од 5 часот наутро до навечер шетаат и верувајте, кај мене тоа предизвикува позитивни чувства, бидејќи јас не можам да четнам таму, сите ме запираат. Искажуваат благодарност. Значи ние сме успеале да направиме нешто убаво за нашите граѓани. Успеаме луѓето да ги изнесеме од дома од нивните проблеми да шетаат. И пријатно е чувство кога гледате дека од најмала возраст деца, бебиња во колички, до најстари со бастуни шетаат по патеката и се срекни што има такво нешто. Тука ќе биде нормално обиколницата која ќе даде нов импулс на делот кај домот за стари лица, каде ќе има пешачка зона. ЈП Исар за мене во овој момент е гордост. Значи Ангел Боџиев со неговиот тим сватија што сакам ја во овој град. И ќе тргнам по ред. Нашите градски гробишта беа тотално запуштени. Се оградија. Значи добија пристојна ограда. Тоа беше порано еден стол повисок, еден понизок искршена мрежа. Направивме паркинг простор пред капелата. И кога отидете, кога сте во најголема тага, убаво е да најдете место за паркирање. Тоа беше потребно. И ја обеливме и ја средивме комплетно капелата, што не беше случај. Ги асфалтиравме сите улици во самите блокови во гробиштата. Се асфалтирано, порано беше истампонирано до првиот дожд. Сега веќе одите по асфалтирани улици. До еврејските гробишта направивме пат. Ги обновивме еврејските гробишта и хортикултурно ги уредивме. Сега направивме пат и до Новакова чешма. Тоа е прва фаза патот за селото Долани. Значи Исар во делот на погребните услуги направи максимум за граѓаните, одржувањето на гробиштата е совршено. Луѓето веќе нема забелешки. Јас не гледам веќе реакции дека има таму. Тука ни е бањата. Ја реновиравме машката бања целосно, ги обновивме тушевите, ги реновиравме објектите за сместување, го уредивме целиот простор и асфалтиравме улицата Редник и тротоарот. Ако сега го да завршиме во наредниот период и делот од Пребег, патот до Кежовица, ние сме направиле многу. Тоа е прва фаза. Видите разликата. Еве сега, денеска да отидете во новата клиничка болница, ќе се разочарате. Зборувам за физикална терапија. Тој дел не е среден, но дека ЈП Исар, дека општината се гледа дека има ред. Значи редот го прават луѓето. Значи ако имате вие креативен директор, одличен раководител на бањата и посветени вработени, вие имате резултати. Поддршката од општината е само еден мал сегмент. Пазар. ЈП Исар го средува пазарот. Стариот ке здравствениот дом, но направи покриен пазар, каде прв пат ја не ги гледам сите оние, знаете, најлони, настрешници, партали, дури кога одите да пазарувате на пазарот, да земете зеленчук, овошје, мора да имате една пријатна атмосфера. Јас сега со задоволство одам на градскиот пазар. Со сопствени средства го направи Исар, нормално и поддршката од општината. Филтер станицата е прилагодена за потребите на преработување на водите од Злејтово, но имаме два проблема кои мора да се решат. На сите објекти над водозафатот кој е за Штип над селото Злејтово, мора да бидат отстранити сите фарми за кози, штали и оние објекти кои се пренесуваат да не се загадува водата и треба да се направат два периодните ложници да не доаѓа матна вода во нашата филтер станица. Но успехот е што ние немавме рестрикции. Единствен град во државата во Источна Македонија кој немаше рестрикции за вода оваа година беше
Штип, затоа што дефекти се отконуваа ноќе луѓето не ги не гледаа. Која посветеност и која работење на ЈПИСАР? А исторено во некои села каде имаме присушување на изворите, ЈПИСАР носи вода секојдневно. Во село Љуботен, во село Кривидол, во село Шеварлија, помагаме и на карбински одел. Значи, тоа е успехот на Ангел Бујаджиев и на неговиот тим. Мора да кажам дека паркови зеленило работат совршено. Погледнете река Тотиња. Празник за очите. Значи, безпрекорно чиста, уредена, зелена, нова суша, каде немаме 3 месеца дождови, таа е зелена. Колку треба работа и колку треба ангажман. Тоа е ЈПИСАР. Иницијативата на Ангел Бујаджиев да се направи зоолошка градина даде резултати. Направи едно одлично капче. Каде нашите млади најмали одат да видат животни како е. Значи, можеби не со предатори, со оние, нели, животни кои доаѓаат од екзотични места, од Африка, да речеме, од Азија, но ние направивме како место за уживање. Направивме убави патики, клупи, детско катче, рекреативен дел, старите да играат шах. Значи, нешто што е многу добро. Од наутро до навечер има луѓе, а ние тоа го држуваме само со 4 луѓе, со безпрекорна хигиена и поддршка на општината и влезот е бесплатен. Такво нешто беше потребно. ЈПИСАР во делот на комуналната хигиена набави многу возила. Ние ѓубрето го чистиме нон-стоп, контењери се уништуваат, ние купуваме нови, граѓаните тоа не го чувствуваат. Значи, гледаме дека во тој сегмент, значи, креативниот дух на еден директор колку значи. Па си го средија влезот во своето јавно предпријатие, ги следија своите згради, прават гаражи за собствените возила. Огромен, одговорен однос према она што значи долг према граѓаните од јавното предпријатие. Тука е Стипион со новата база во Новакова чешма, кој максимално ќе се вложи, и ние створивме амбиент во градот, луѓето да си го сакаат градот. Јас не можам да ги набројам сите проекти, ги има во мојот очет, но само можам да кажам дека ги натеравме бизнисмените да инвестираат во нашиот град. Ги натеравме да останат во нашиот град. Не се случило бизнисмен кој дошол кај нас да побара нешто да не биде исполнето. И затоа се гради во 8 ноември на Маркицата, каде беше предвиден објект, Ване Богдов го гради новиот хотел, кој ќе го промени ликот на населбата 8 ноември. Значи имате еден објект, втор објект пошта, трет објект нели тамо кај Зендолино каде бензинската станица на Мак Петрол, па четврт објект веќе овде оној трговски центар тамо, па зградата што ја направи Оаза, оставно тој лик со кружен текст се промени целиот дел на населбата. Сега спортско-рецивна брегалница во наредниот период треба да даде нов импулс. Зашто тамо се предвидени многу содржини, се е веќе скоро завршено, очекуваме веќе инвестиции, спа центар да се направи аквапарк, нов базен, катна гаража, уште можеби некои други содржини. Даваме веќе една нова содржина на нешто што е многу значајно и битно и се наоѓа во центарот на нашиот град. Дадовме импулс изграда на нови индустријски зони. 5 ги имаме во нашиот град, Старата Македонка, Стиво сега се мени Дупот, Запад каде актива и Семак Фешен. Замисли која енергија ние трошиме да се променат дупови, да се направат овие фабрики, новата индустријска зона. Запад имаме сега кај Плуждино, правиме дуп за 18 парцели за изградба на фабрики со лесна и загадувачка индустрија. Исто така мора да кажеме дека кај Тричешми правиме дуп и правиме лупада и дупови за изградба на над 1000 куќи во нашиот град. Во населбата Тричешми треба да бидат некаде над 800 и во населбата Баби. Продадовме многу плаци да се градат куќи, дадовме сега одобрение за изградба над 300 станови во населбата Сењак, се гради нова стамбена зграда во населбата 8 ноември, се гради кај Порнешта ветеринарна станица, се заврши Порта Пролет, имаме и други локации. Значи гледате дека во нашиот град секој оној што сака да остане да живее и да работи, доби во локалната самоуправа партнер со својата наша достапност, едноставност и желба да им завршиме работа, да инвестират и да градат. Имаше и незадоволни во овој град. Затоа што во првиот миг кога почнеме да работиме во селата, сите вика што прави во селата кога градот е несреден. Но ние тогаш рековме дека ќе ги уредиме сите места. Еден жител во нашиот град ако има да биде незадоволен, оваа локална самоуправа треба да го направи таков. Се постави прашањето дали ние и од каде пари? Тука е нашата креативност. Јас реков дека денарот ќе го правиме 10 и така се однесува. Со транспарентни јавни набавки. Ние имаме по 10 оператори кои конкурираат за јавна набавка. И ако да речеме нашиот тендер и нашиот проект вреди 100 денара, ние постигнеме 30 денара за изградба на објектот. Заштедиме 70 денара, што значи 2 нови објекти. Тоа го правиме постојано. Но има и републички пари. Ние успеавме од општината да земеме милиони евра како грантови од републичкиот буџет преку разни министерства. Значи прво добивме пари од Бирото за равномерен регионален развој, па добивме пари од Министерство за локална самоуправа, паркот Мак Вест во центарот на градот. Тоа паркот на пријателството е. Тоа се се пари кои се добиени значи од државата. Успеавме да добиеме пари од Бирото за равномерен регионален развој
па добиеме од платежна агенција, да речеме, огромни средства, во милионски износи, 1.000.000 евра годишно добиеме ние од тие агенции, но треба да одите во Скопје, да имате добар проект, да се наметнете со вашиот авторитет, да бидете упорни и на крајот резултатите се навистина огромни. Се она што го направивме од љубов према овој град и верувајте дека за мене градот беше приоритет, бидејќи градот е дел од мене, но јас сум дел од овој град, а јас сум обичен граѓанин, каде сакам, како и секој друг граѓанин, да имам убави работи во нашиот град. И впечатокот е дека централната власт ќе ве помага, ако вие сте креативни и успешни, ако сте инертни и заспани, ако доаѓате овде, да ви помине работното време, да не направите ништо, тогаш ви имате проблем. Најтешка функција е градоначалник, ако сакате да им се посветите на граѓаните. Но доколку сакате да си поминете убаво и да уживате, тоа е најдобра функција. И јас во правата. Па мислам дека на државно ниво ги променивме стандардите, затоа што Financial Times штип го прогласи на 6-то место од градови до 100.000 жители во Европа, како град привлечен за инвестирање и за живење. Тоа го направија по јасни критериуми и тоа покажува дека сме биле на правиот пат. Ние ги променивме стандардите на работење затоа што градоначалникот не доаѓа во 11 часот, туку доаѓа во 5 наутро и почнува да ги прима граѓаните. Ги променивме стандардите со пристапност према нашите граѓани, бидејќи протоколи нема, секој што доаѓа и врши работа во кај мене, генерално се задоволни. Имало и подвикнување во мојот кабинет, но тоа било ретки случаи. Ние се трудиме да бидеме воздржани, но често пати граѓаните си имаат проблеми па реагираат. Воведовме стандарди на работно време, ред и дисциплина. Воведовме стандарди и ги потикнеме другите градоначалници да се борат со нас и они да бараат пари од Скопје. Да речеме, јас влезовите во нашиот град ги решив преку јавното предпријатие за државни патишта. Значи влезот од Струмица и Радовиш према Штип не е општински пари, туку тоа се републички пари. Влезот од Чардаклија до кружниот тек и Лукойл ги направи со републички пари. Влезот од Кампус 4 до кружниот тек ги направи со републички пари. Улица Партизанска направи со републички пари. Значи, вие ако сте упорни и ако имате желба да направите нешто, тоа го правите постојано. И што е уште нешто, ние кога направиме деновек го забораваме и одиме на нови идеи. Дури кај моите соработници, кај мене секојдневно добивме обсесија. Дали овде има ѓубре, дали овде има камен, дали овде има неасфалтирана улица и секој утро кога имаме колегиум, секој утро, значи кој трае 10 минути, се договараме што треба да работиме и така ги реализираме. Моментално имаме ние 6 проекти спремни во секој време да конкурираме ако се објават конкурси на државно ниво кои би ги добиле и тоа во изnos од 3 милиони евра. Тоа е патот до село Почивало, тоа е патот до Воскресение Христово под Шеварлија, тоа се улиците во Старкар Орман, тоа е патот од Деснаци, значи од Сутлакот, па према Струмина Чешма, Липов дол, Чифлик, Пеј крак према Љуботен. Тоа ни се патиштата од Горачина до Танатарци. Тоа е патот од Суво Грло до селото Степанци. Значи улиците во Сутлакот исто така правиме сега проект и правиме проект во завршна фаза ние Дивото ромско мало кој се наоѓа покрај патот од Леваците према Света Недела и Шеврлија од десна страна во Борчињата. Другите улици компретно се завршени. Значи имаме проекти, чекаме да има конкурси и парите ги добиваме. Значи ние направивме нешто што досега не се случило. Ние се внесоме во овој град. Со парите не се расфрлавме. Значи мора да кажам дека ние максимално штедевме, затоа што моравме да инвестираме во капитални инвестиции. Некои се лутат често пати советници дека доволно не потрошиле. Па и градоначалникот за својот мандат беше еднаш за Сплит. Тоа беше моје службено патување и имав 2 пати одење во Гоце Делчев, Бугарија, бидејќи имавме проект, а тоа е мултимедијалниот центар, кој го работевме значи со општина Гоце Делчев, каде бевме партнери и добивме европски пари кои си ги поделивме. По 150.000 евра добивме европски пари. Значи јас никаде не отидов, ценев дека треба да бидам на работното место, треба да направам долго, а моите, можеме да кажеме, колеги од државата, градоначалници, има и студиски патувања кои беа корисни за нив, има нови видици. Но јас тоа не си го дозволив, затоа што ценев дека треба да бидам присутен овде. Претежно ги пуштав професионалците од општината да одат на службени патувања и да научат. Не се случило на едукација да не пуштам луѓе кои ќе се едуцираат, дали во Скопје, дали во Охрид и секаде, а мора да кажам дека и Советот на општина Штип, односно советите, добија грант од швајцарската влада од 5 милиони франци токму за таа работа. И тие треба да се ги искористат максимално. Инаку мора да кажам дека во некои претходни времења, после секоја седница на Советот имало и гоштевања. Мора да ги пофалам советниците од Советот на општина Штип, дека за овие 4,5 години такво нешто немало. Значи едноставно тие пари ги заштедија и јас во една прилика реков дека улицата Пиринска која поминува меѓу пожарниот дом, нели,
i trgovskiот центар Дујле, овде, па се поврзува горе на Пирински, тоа е крак од Пиринска, е поклон од нашите советници, бидејќи тие пари ги заштедивме, не одеа на ручици. Нормално, дел од советниците ценеа дека тоа не е добро, но мислам дека поголемиот дел од советниците, по својата општествена одговорност, не прифатија такви стандарди. Додат на ручици. Едноставно, прифатија дека треба да бидеме скромни, посветени да носиме одлуки за добробит на граѓаните. Секој од нас може да си дозволи да си отиде сам на ручек, секој од нас може да си дозволи да си патува, да речеме, сам и во Лондон, и во Прага, и во Милано, и во Рим, и нормално дека бресоставот на советите е таков да сите имаат, и мислам дека тоа е многу добро. Инаку да кажам дека ние не се расфрлавме на луксус. Направивме нова сала за венчавање. Моравме да го направиме тоа бидејќи беа мизерни условите каде се венчаваа младите. Тоа бе меѓу првите проекти кои ги направивме. Моравме секоја ситица во градот да средиме затоа што беше навистина катастрофа. Собранието. Кров немаше во делот на собранието, течеше на сите страни, тоа мораше да биде решено. Го обеливме собранието. Тоа е зграда која мора да постои. Исчистивме 30 трактори ѓубре од самото собрание. Затоа што мора така да биде. Остана уште еден дел кој треба да се покрие, тоа е делот каде беа општествено-политичките организации. И тоа ќе биде направено наскоро. Значи створиме одличен стандард за работење на вработените, но и за граѓаните. И прашањето е: дали сум задоволен јас од тоа што е сработено? Јас некој пат не се задоволувам со тоа што е сработено. Ке мене секој пат постојат нови предизвици, неверојатни мотиви. Јас сум еден чуден човек кој секој ден сака да работи. Ако денеска ја не сум исполнет, јас сум несреќен човек. Ако денеска јас не направам неколку луѓе среќни, јас имам проблем. Некои на Facebook профили пишуваат се што за мене. Но сум свесен дека 95% граѓаните на Штип знаат дека овие 4 години имаа градоначалник по нивна мерка. И затоа реков, сите патишта пред 4 години, следните 4 години ќе водат кон Штип. Тоа и се случи. Сите патишта водат кон Штип. Штип стана пример за развој. Една наша комерцијална банка, значи државна, оцени дека Штип моментално е најград кој се гради преку пласманите на пари. Тоа во другите општини го нема. Значи се гради на големо. И посебно можам да нагласам дека задоволството е во тоа што вие кога дојдете за градоначалник сте успешни. Ако направите 3 работи, да имате среќно и успешно семејство, јас го тоа имам. И јас станав во мојот мандат дедо. Потоа, ако имате неколку пријатели кои ќе ви се најдат за добро и за лошо, пријатели кои гледат во иста насока, во исти правец, не да ви се клања. И ако оставите, ние велиме во Малешевијата, во пијане, дира зад себе, трага зад себе. Ние оставивме 450 проекта во отчетот кои се достапни, граѓаните уживаат во тие проекти. Битно е во вашиот мандат луѓето да уживаат во тоа што е направено, а не после вас. И мислам дека тоа е сигурно дека во овој мандат имав и 2 тажни моменти. Значи почина мојата мајка, на мојата сопруга мајка и почина. Тоа беа тешки удари за нас. Дори мајка ми почина во период кога беа тешки поплави во Штип, тоа го тешко поднесе. И мислам дека тоа беше најтрагичниот дел од мојот мандат. Со сите други работи јас се справувам многу. Често пати медицината не е мојкина. Значи, тие 2 жени за мене значеа многу. Тие беа мојата подкрепа и мојата сила. Така да мислам дека другото се го пребродив. И мислам дека на крајот граѓаните ќе го ценат тоа што е направено. Тие ќе кажат дали било успешно или не било успешно. Моето семејство претрпе многу. Не ме видеа дома. Но мислам вредеше да се жртвувам за Штип. Некои велат, дојде некој од страна да ни го средува градот. Дори тоа ми го ампутираат како негативно. Но јас мислам дека мојот живот во овој град кој е некаде над 30 кусур години покажа дека во сите мои сфери и во делот на здравственото делување како вреден фармацевт и во делот на моето ангажирање како професор и во делот на мојата едукација која го правам за населението преку моите стручни емисии и мојот ангажман како претседател на советот и како градоначалник, па како директор на бирото за лекови за овој град дадоа навистина многу. И мислам дека по 100 години генерациите кои ќе шетаат на патеката за Дисарот ќе спомнуваат кој е тој што го направи ова дело и ова убавина. Како ние што велиме, алал да им на тие што направија црквата Свети Никола, што направија Свети Богородица, што направиле тврдината Исер, што направиле градот Баргала, како и оние пред мене што направиле големи дела во нашиот град. Јас стално го споменувам Михо Данев, еден од најуспешните претседатели на собранието на општина Штип, градоначалници, кои има 2 мандата, каде се направени прекрасни зданија во неговиот период.
Значи направен пионерски дом, направен здравен дом, направен дом на културата, значи направено собрание, направени во болницата многу објекти, многу станови и така натаму. Значи тоа се луѓето кои биле успешни. И мислам дека Штип ќе го памти ова време. Конечно Штип го вративме од минус на плюс. И конечно Штип му дадовме јасни визии за неговиот развој. И мислам дека перспективите за живење во овој град се огромни. Голем дел на жители од околните градови, дури од Западна Македонија, се доселуваат во нашиот град. Затоа што препознаа дека за некои работи не требат пари. Да се исчисти градот треба само желба. А тоа во Штип го има. Јас влегувам во другите градови, гледам како изгледаат, гледам Штип и мислам дека се гордеам со тоа што е направено од сите граѓани на Штип, бидејќи ова се проекти на граѓаните на Штип. Со мојот потенцијал и енергија и мислам дека успеавме. Тој е мој впечаток, а впечаток и на поголемиот дел на граѓаните. Благодарам многу за разговорот.